Родиум, најдрагоцениот метал во светот. Со цена над $325 за грам, родиумот е најскапиот природен метал. Професорот Михаил Гордиенко објаснува дека неговата вредност доаѓа од реткоста и фактот што се добива само како нуспроизвод од платина и паладиум. Употреба и производство. Автоиндустрија, дури 80% од светското производство се користи за катализатори кои ги намалуваат штетните емисии кај возилата. Иднината на пазарот, наместо нови наоѓалишта, понудата во иднина ќе зависи од преработката на отпад и ефикасноста на постојните рудници. Светски резерви. Поголемиот дел од овој метал е концентриран во 3 држави. Јужна Африка, со доминантни 72%. Русија, со 10%. Зимбабве, со 8% од светските резерви. Живот на месечината, реалност до 2030 година. Човештвото е на прагот на воспоставување функционални бази на месечината. Инвестициите во вселенскиот сектор достигнуваат рекорди, а фокусот се префрла од истражување кон развој на лунарна економија. План за населување. Втора половина на 20-тите години, планирано е првото враќање на луѓето на месечината. 2032-2033 се предвидува дека светлата од лунарните бази ќе бидат видливи од Земјата. Инфраструктура, SpaceX и Blue Origin развиваат системи за долгорочен престој и изградба на градови. Економски потенцијал. Новата ера опфаќа рударство, вселенски туризам и научни истражувања. Сепак, овој напредок наметнува правни прашања за тоа кој ќе ги контролира ресурсите и како ќе се регулира сопственоста надвор од Земјата.